Ние си започнавме еден убав утрински разговор, но секако дека и оно што ќе следи во продолжение, знам дека и те како ќе го задржиме вашето внимание кога се работи за едно големо име на нашата македонска музичка народна сцена, а тоа е Јордан Митев. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ме најдов. Драго ми е и чест ми е што после, мислам, малку повеќе, подолг период се гледаме. И поздрав до сите ваши гледачи. Секако, јас морам тука да истакнам и да кажам. Единствен си, како голем наш естраден уметник, затоа што и ти исто така си имаш и обврски. Како по дома, прво да почнеме од дома со мала ќеркичка, нека ни е жива и здрава, весела, сега малку е поактивна, со твоите настапи, меѓутоа никогаш не одбиваш за утринска програма и професионализмот е на највисоко можно ниво, кога и предходно пред да дојдеме тука на каков начин се договараме, јас сум воодушевена. Па добро, тоа е за мене нормален начин на функционирање и по тоа се разликуваат. Затоа сме професионалци во се. Кои што се во една класа и оние кои што се во една друга класа. Така. Се чувствува таа одговорност која што ја имаш, дали тоа е од мали нозе така? Па и од мали нозе, меѓутоа и самото мое, да речеме, созревање, надградување. Секоја чест. Ме направи таков да... Мислам, тоа не е ништо... Знаете, кај нас е нешто чудно, ако си одговорен и професионален, нешто тоа не е во ред. А инаку тоа во развиениот и културниот свет, не дека ние сме некултурен, но да не бидам погрешно сватен, но професионализмот е нормална работа. Аматеризмот е ненормална. Јас го истакнувам тоа затоа што кога ќе се спомене некогаш така повеќе утринската програма, некако се избегнува, меѓутоа ти никогаш тоа не си го кажал дека е утринска програма, дека треба порано да се стане и така натаму, и затоа чест ми е задоволство што секогаш можам со тебе да разговарам токму за она што и нас ни е убаво, а кога ќе не почестиш со нешто ново, што се однесува за твоите безброј хитови кои што ги имаме, ако почнам да ги набројувам многу време ќе одземам. Меѓутоа сега ќе се фокусираме за она што сме ова утро дојдени, затоа што јас исто така те поканив и секако задоволство ми е. Пееме за убавиот Охрид, но имаме и ќе промовираме, ќе ја пуштиме во целост и онаа музичка numera што имам брачети. Што имам брачети. Или братучети. Братучети, но брачети е по... Јас го ставив на стол од брачети, затоа што влече корени од местото каде што потекнува. Ке зборуваме, но за Охрид, нашиот бисер, нашиот Ерусалим на Балканот, да пееме песна и за него, нормално затоа што Охрид си е богатството кое што го имаме. Па Охрид си е Охрид, мислам, Охрид сам по себе е една Божја природна убавина која што мислам дека никого не го оставил рамнодушен. Јас често го посетувам тоа место, освен тоа и сопругата е по потекло од Охрид. Така да... Ова не го знае? Да. Добре, браво. И пред некаде 2-3 недели додека бевме на еден краток престој во Охрид, се роди таа идеја за песната кај мене. Буквално не се роди самата идеја, него во еден здив некако ја напишав таа песна. И додека не ја реализирав, додека не ја снимив и додека не снимив видео, некако не можев да останам мирен. Таа идеја цело време сите денови ме така кажано прогонуваше. И го реализирав доста брзо проектот, ја снимив песната, и мислам дека се направи една... Да слушнеме само мал сегмент од песната. Режија. Ова се бавите и секогаш повеќе се пријде. А најгоре во Варошот, порта многу вековна, таму е тврдината, само и ова. Климент Наум Охридски, плашник и пресвета, бери в лепта пречиста, Богородица, тука света Софија и свети Јован Канео, чуват многу длабоко
секоја чест. Она што убаво кажате прогонува и на вистина кога се пее за Охрид треба убаво да размислиме што е она што сакаме да го истакнеме затоа што богатството кое што го имаме е во голем број, меѓутоа ги истакнавме оние многу поважните знаменитости кои што ги има во Охрид. Да, најтешко е да се каже се, а во неколку реченици, а да биде опфатено и да биде направено како што треба. Но како се чувствува кога секогаш пееш од срце и душа? Така да, знаете дека јас сум автор на моите песни и секогаш во секоја песна кај мене има посебна емоција во еден посебен период дадена. Оваа песна се роди, пак ќе кажам, така, сосема спонтано. Љубовта кон сопругата што ја имаме и кон Охрид. Апсолутно. Меѓутоа, пак ќе кажам, Охрид е по природа, значи, место кој што луѓе од цел свет кои што доаѓаат не ги оствара мнодушни, така да мислам дека тоа е една голема инспирација не само за мене, јас сум нели од помладите генерации, меѓутоа Охрид бил инспирација за многу автори, за многу писатели и така натаму. Така да, а видеото е како и многу видеа кои што имам направено, значи јас имам можеби околу 40-тина спотови од кои што поголем дел се снимени овде во Македонија и со секое видео, со секоја песна јас сакам да ја представам и Македонија со одреден дел и со одредена убавина. Така да кога ќе ги достигнуваш тоа. Кога ќе ја благодарам, кога ќе ја погледнете сите тие мои видеа, сите имаат одредено значење и се представени најзначајните места во Македонија. Да, тоа и самата сум се уверила во ова сега што го кажуваш, меѓутоа како јас, така и гледачите кога еве сега слушаат зашто ние тука зборуваме, затоа што она што е македонско или пак да кажеме патриотизмот или љубовта кон татковината се носи во срцето и оној кој што си има една таква голема музичка дарба која што ја носиш и ти во себе, ја истакнуваме преку музиката, меѓутоа и со пишување текстови. Како што имаме љубовни песни, така имаме и песни што се однесува за Македонија, меѓутоа имаме и оние малку пошеговите, како се живеело некогаш, што ова сега ќе ја промовираме. Што има брачеди. Брачеди, зборот потекнува од кој крај најмногу? Па се користи во повеќе региони, а исто и во мојот регион Радовишкиот, значи наместо братучеди ние викаме брачеди. Кај си брачет, како си брачет. Така да тоа е, да речеме, типично за македонскиот фолклор да одредени и македонската фолк музика да одредени текстови, во самиот текст има значи нешто и дел од одреден регион. Спомнавте патриотизмот. За мене јас најдобро можам да го покажам патриотизмот преку своите дела. Така да секој кој што работи нешто, својот патриотизам најискрено и најреално може да го покаже преку својата работа. И тоа е моја обврска, бидејќи јас се занимавам со македонска народна музика и од изворната, меѓутоа и од новосостадената. Така да се што создавам, тоа еден ден барем еден мал процент сигурно ќе стане традиција. Да не бидеме скромни, се што создаде досега е хит до хит. Па добро, сега тоа е малку нескромно, но благодарам за еве јас ќе го кажам јавно и гласно, но сите тоа го знаеме затоа што еве многу песни се наздрави за љубов. Да, има доста. И со помодерни аранжмани, со помодерен израз, меѓутоа и потрадиционален. Песната Ек што имам брачеди е се навраќам кон традицијата, значи ги имам употребено македонските народни инструменти. Видеото го снимив во близина на мојот регион, тоа е Лесново и Лесновскиот манастир, во околината на Лесновскиот манастир. Преубав крај, кој што заслужуваше и заслужува исто така едно големо внимание. И како се роди идејата? Идејата се дојде исто така сосема случајно. Ги држиме контактите со братучедите, со брачедите. Апсолутно и се дружиме фамилиарно. Имам забележено дека на многу прослави каде што гостувам, нели секој има брачеди, кој помалку, кој повеќе. Меѓутоа нема една песна кој што може да ги така кажано опее и да ги уште повеќе да ги развесели со текстот, И некако оваа песна кога ја напишав беше полн погодок и веќе на сите прослави каде што гостувам, кога има поздрав и честитка од брачедите, од братучедите, најчесто оди таа песна. Исто со оваа видео, значи, ја промовирам македонската носија. На самото видео
барем тие што ја забележуваат македонската носија, ги имам употребено од трите главни региони на Македонија, од Егејскиот дел на Македонија, од нашиот дел и од Пиринскиот дел. Така да пак се истакнува повторно македонската повторно традиција сакав и на некој култура. начин да покажам и да дадам една порака на да го потенцирам нашиот фолклор и тоа што значи Македонија и македонскиот народ. Така. И освен нели песната, локацијата која што е прекрасна, во еден приватен двор на една прекрасна госпоја која што ја промовира македонската храна. Еве морам да ја поздравам. Секако, со задоволство. Позната тетка Весна. На самата трпеза каде што ние таму нели седиме брачедите или Тоа е како братучедите. гостилница и слично, како Тоа е- некога што било. Тоа е еден Како по македонските народни приказни што гледаме Нешто слично, така, нешто така, еден приватен семеен двор, меѓутоа тие тоа им е пракса да работат и да пречукуваат гости и да служат македонска храна. Така да во видеото исто така е потенцирана и македонската кујна. На се мислиме, што се Мора да однесува кога се работи за онда што е наше убаво Апсолутно. македонско, а имаме за што да се гордееме, имаме што да промовираме, имаме што да покажеме и така натаму. Да ги искористам јас овие минути пред да го погледнеме најновото твое видео издание за твоите настапи ова лето. Знам дека ги има многу, меѓутоа ќе ги има вие сега си ја имате агендата до нова година, предпоставувам. Па фала му на Бога до нова година и по нова година И по веќе. нова година, верувам. Да, само да сме Живи, здрави, здрави и така. живи, да. Нова Македонците ја пеат македонската песна Да, по да. диаспората, да ги поздравиме Да, сите. поздрав до македонската диаспора, секогаш тие се и биле моја подршка и моја многу ценета публика. До нова година имам уште доста Браво, активности. браво, Јордан. Летниот период сум овде низ Македонија, а годината ќе ја затворам во Швајцарија 31 декември. По нова година треба да гостувам некаде малку преку океаните. Така да Имаме, да, работно, да. само да имаме сила да издржиме. Но имаме време и за она Да. што е уште повредно од се, а тоа е твојата ќеркичка. Секако тука веќе Се радува тоа е- на тато, веќе ги препознава твоите песни, игра на нив. Апсолутно. Еве, мислам дека кога ја изедов песната Керкан, не се сеќавам дали гостува во вашата емисија, но пред отприлика 9 месеци излезе уште една моја нова песна. Поминаа Так. 9 месеци, меѓутоа уште е така Уште е нова, таа. да речеме. Со наслов Керка, тоа во некоја друга прилика можеби ќе Секако, може со да ја пуштите задоволство. песната. Така да песна посветена на мојата керка и на сите керки. Да се живи здрави, Да да. се живи и здрави. Многу ти благодарам што Ми одвои беше време. чест и Секогаш ни е задоволство. кратко, меѓутоа она што се вели истакнуваме најважното, Да, а за подолги разговори знаеш дека си бил дел и од многу наши други емисии каде што Да. ги истакнуваме нашите гласовни способности кои што ни се многу големи и во живо секогаш и многу ти благодарам. Благодарам. Ќе ги почестиме гледачите ова утро да ги развеселиме, па и да си ги поздравиме братучедите наши. Така. Така. Поздрав на сите. Благодарам, се гледаме повторно, а вие почитувани уживајте во новиот проект на Јордан Митев. Ви благодарам за тоа што не следевте и останете понатаму со Алба.